Граѓаните од општина Виница ќе му кажат не на хаосот во државата, што со својата политика во изминатите неколку месеци го предизвика актуелната власт, а локалните избори на 15 октомври ќе бидат референдум на кој ќе биде искажано народното незадоволство од таквото работење. Виничани ќе донесат мудра одлука и ќе се спротивстават на понижувањето на државата и лагите и манипулациите. Ова меѓу другото го рече Мартин Павлов, кандидат за граначалник на Виница, предложен од ВМРО ДПМН на митингот што коалицијата за подобра Македонија го одржа на плоштадот Ангел Винички. При тоа тој зборуваше за проектите што се планирани да се реализираат доколку граѓаните му ја дадат довербата за наредниот 4-годишен мандат. Економски развој на општината со фокус на отварање на нови фабрики и капацитети во индустријските зони кои ќе носат нови работни места и подобрување на животниот стандард на граѓаните. Потикнување на развојот на малите и средни предпријатија и силна подршка на постоечките капацитети. Подобрување на условите за животот во општината, што подразбира вложување во комуналната и патна инфраструктура. Изградба на затворен пазар и реконструкција на Домот на културата, со што општината ќе го заокружи својот урбан лик. Павлов вети развој на руралниот туризам, негување на културата, традицијата, верата и спортот. Рече дека способноста на кадрите од ВМРО ДПМН се докажани и нема причина за сомнеш, оти така нема да биде и војнина. А заедно со кандидатите за советници, партијата е подготвена за успех и победа. Пред граѓаните на Виница, на митингот зборуваше и носителот на листата за советници Миле Петков. Многу е важно да се подржи советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата, за да градоначалникот полесно и без застој ги реализира проектите предвидени во програмата. Во името на сите кандидати за советници можам да ветам макотрапна работа и безпоштедна посветеност, затоа што добиената доверба од граѓаните за ВМРО ДПМН и коалицијата значи огромна обврска за реализација на ветеното. Почитувани граѓани, ве повикувам на 15 октомври масовно, сплотени, единствени, како никогаш досега, да излеземе на гласачките места и да си ја спасиме татковината. Петков рече дека проектите со кои ВМРО ДПМН ја бара довербата од граѓаните ќе бидат реализирани, а мнозинството во Советот на општината треба да биде гаранција дека во наредните 4 години ќе нема пречки за нормално исполнување на ветеното.